на македонскиот јазик се заканува бришање од извештајот на Европскиот парламент. Единствен виновник за тоа е Мицкоски и ДПМН. Мицкоски свесно ја отвори она што беше претходно затворена дебата за македонскиот јазик во Европската унија. Само ќе потсетам дека СДСМ преку договорот за Фронтекс и преговарачката рамка веќе имаше издействувано таква победа, за жал. ДПМН како намерно да работат против реализирањето на стратегиските цели на Македонија, беше во времето кога беа опозиција и кога се носеше Преспанскиот договор, велеа дека Преспанскиот договор им го ништи идентитетот. Сега, додека се власт, токму тие ги ползуваат сите позитивни страни на Преспанскиот договор. Гледаме дека одат на меѓународни самити. И сега, кога ги користат придобивките од Преспанскиот договор, јас би им поставила прашање, дали тие се чувствуваат како македонци? Ако одговорот е да, тогаш и Гордана Силјановска-Давкова, и Мицкоски, и Мисајловски, и Муцунски, и сите од ДПМН им должат едно големо извинување на сите наши сограѓани за онаа паника која што ја крева, за тоа што велеа дека сме го губеле идентитетот. Нивното лошо глумење патриоти ние сега го плаќаме на овој начин, заради тоа што овој пат го плаќаме со рушење на веќе стекнатата позиција по однос на недвосмислената формулација за македонскиот јазик.